Најмалку 120 приведени демонстранти и околу 100 повредени лица, од кои 15 хоспитализирани, е билансот од вчерашните протести во Софија против бугарската влада. Она што се случи беше долг маратон на немири. Во Софија од ранните часови дојдоа секакви луѓе да изразат својата воја и да протестираат. За жал, многу луѓе дојдоа да шират тензии. Бевме ставени на теза да трпиме додека околу нас се паѓаа повредени полицајци, многу бомби, многу пиротехника. Тактиката во текот на целиот ден беше насочена целосно кон поштеда на животот и здравјето на демонстрантите, изложени на ризик по животот и здравјето на полицијата. Ова го изјави на вонреден брифинг во 1 час од денеска заменик директорот на Софиската дирекција за внатрешни работи. Соединетите Американски држави не сакаат да платат околу 80 милиони долари долг кон Светската здравствена организација, туку ќе ги пренасочат тие пари за да ја платат својата сметка во Обединетите нации во Њу Јорк. САД планираат да го напуштат СЗО со седиште во Женева на 6 јули 2021, откако председателот Доналд Трамп ја обвини организацијата дека станала марионета на Кина за време на пандемијата на коронавирусот. СЗО ги отврли таквите тврдења. Според заедничката резолуција на Американскиот конгрес од 1948, Трамп мора да го извести СЗО 1 година однапред за полекувањето на САД од таа организација, а Вашингтон е должен да го плати она што го должи во тековната фискална година. Во последните 24 часа во Хрватска е регистриран најголем број на ново заразени со коронавирус, 369, така што бројот на активни случаи во овој момент е 2634. Во изминатото деноноќе починаа 3 лица, објави Националниот штаб за цивилна заштита. Во моментот во Хрватска на болничко лекување се 269 пациенти, од кои 16 се на респираторна машина. Од 25 февруари, кога е регистриран првиот случај на коронавирус во Хрватска, досега вкупно се заразени 11.094 лица, 194 починале, а 8.266 оздравеле. Тестирани се вкупно 179.838 лица, од кои 4.492 во последните 24 часа.